Занимљиво, Душо, али како да кажу, малку ми се сруши цела таа слика и цела таа идеја и уште детенце кад беше ја мало свати дека не сум за тој работу. Беше дошла една комшика каде нас на кафе. Една перса. Перса ти имаше можда едно 120 кила жива мера. И имаше едно тртко на нос с још 30 влакна во њома и бесва седнале да пие в кафе с мајко ми на трпезарискиот стал. А јас се заиграм такој дете, автичиња ги трзам натам и еднокад ми улете доле под њома. И ја иду по ноге так да го зему и гледам да дигну глава, оно слабо осветление беше, знаеш. Не гледам и само кога подигнав глава овако јао, еден мрак кад ме лупна пред очи. Кад виде едну животину, едну крзнену такој со суста само како да сака да ми изеде, а без очи. Ја ти падну доле од тој стра и се унесвесто. Мајка ми кад почна да вика: туго дете су, дајте воду, плискајте га. Не можев да ме освестив. Избегам ти ја надвор позади поljски клозет седо. Чекам да си иде перса, исплаши ме. Овие врати се, еве го отиде си, ја викам, не, никако не можев. И отак ми тој остана тај стра некој. Мада после кад помина неко време тамо, свати дека има и други верзија, дека не су све чудовишта, разбираш ли ме, Душо? И, ама тој ми некако... Стрес ми беше, па ќе треба по 5-6 пут да се унесвестуи тек на дан. Па тој многу бе, Душо, кој ќе ме повраќа, бе? Доста, морам да заклучам, Перо, дека ти како никој до сега што ни гостувал тука, имаш многу интересен живот, то се случки, што немало. Кај тебе? Од тука ти стануваш шофер во ЈСП, од автобус, од 1943 година. Па како бе, Перо, стигна до шофер до ЈСП? Ај, замисли бе, Душо, се ќе ти кажу, тој имало конкурс. Па кад бесва онија блокаде, бре, оној се кад се... Знаеш кад протести и сви тие работи. Така. И тој директор, да речу, он има викендицу каде мене таму село, у Табановци, не знам да сте знали. И он вика, треба ми, вика, шофер, на мене ми питуе, вика, Перо, дали сакаш, вика, нема шофер, вика, ни за лек, овдека по Скопје, Душо, вика, си побегнаше за Германија, знаеш, тако ми вика. Па ја си помисли, викам. И у Малта? Па и свуда, куде ти не, по Малте, по бел свет. Ја си помисли, викам, па кад си бе, мисло си ти директор, добре што не идев на Гренланд санке да влечев. Разбираш ли? Или Јелени да јавав. И овен вика, да дојдеш да работиш. Па си помисли, викам, па сак немам болji избор да речем ом. Што е? Па ќе отиду, викам, ќе пробам. Ама оно, требало сам да полагам за... Бе. Не бе за Д. Требало сам тој тест за концентрацију, за да биду возач на ЈСП. Викам, дал су бе нормални овие луѓе. И ми вика, ти ќе дојдеш каде нас. Вика, Душо, Перо, да положиш, вика, едно 3-4 питања, многу битни ти поставиме. Отиде ја тамо комисија една, такој секретарка една на директора, такој. Види се книга малку повише, се читала една, такој. Тој до седесва еден такој дебелшак малку, подебела и од мене и од Цацка, онога Бубокаров еден такој седеше. Толку ли голем? Многу голем бе, столче не га збираше у овоја, а камоли па у автобус столчето, па сигурно не би га сабрала. И имаше еден Исмет Баланштанглата ги е, да речу, хаус мајстор у гаражу и такој ме мрко погледна като легнају, јас се исплаши како карту да не сам платија, мајко му, да ти бија оној кондуктор, контролори, нешто, што ти питуев за карта. И ја ти се улегнем, вика, да ти поставимо 3 питања. Ајде, вика, прво питање, вика, Перо, за тебе дали си концентриран да бидеш, вика, што ќе направиш, вика, ако ти откаже вкочница на автобус? Хеј, викам, што ќе направу, јас се помислим, мајко, што викам ќе направу? Викам, ќе викну на цел глас, викам, држте се људи, изгина смо. Свака час овие на мене, куде га погоди тој, вика ми. Па лупав глупости бе овие други кандидати. Тешко праш. Па тешко праш, вика, лупав глупости бе, вика, Душо, вика, еден, вика, ќе вкочимо с моторно кочиме. Ти бе, не возиш мотор бе, автобус возиш бе, нели? Па друг вика, не знам ти што тамо, ќе се фрлјам од прозор или не знам што. Никакви. Вика, ово ти е логично прашање. Вика, логичен одговор. Вика, сви да су како тебе кандидати, вика, среќни ќе бесме. Добро, вика. Може ли да има на друго питање? Може, дружи Пера. И ови ме прашуе следеќето питање, вика, што ќе нам пробавиш, вика, ако не ти работи в жмигавци? Абе, викам, овие
Имав ли овдека исправа на автобус или спремавме за каскадера мене овдека изгледа, јас си помисли. Викам, па што ако не ми работи в жмигавци, викам, кој ќе сакам да врту лево, викам, ќе дигну лево руку и ќе заврту лево. Добро, вика, ако сакаш да вртиш десно, и мајко му ебо, тој не го размисли, викам, што ќе направи. Малку проблем. Па не, викам, отворен прозор ќе оставу и оно тамо су автобуска станица, кога застануваш, што ќе ми? Дај, и само ќе кажу, автобуска ќе се раздеру, и тоа е. Вика, браво, второ питање си го одговори, вика. Јас се осети како за пилота да полагам, за авион, мајко му. И на крај трето питање ми питуе, вика, што ќе направиш, вика, ако ти откаже волан? Овде не сам стигна, јас си помисли, викам, што ќе направи, викам, а како да ми ни смагло, ни сан иде некој филм, како да сам ga тој гледал негде, како да ми искочило, викам, па ќе го укачу, викам, на жардинјеро горе. И тако ќе ga зарешу, ќе го оставам. Овие свите кад дигнаше руке, применци, честито, петак беше, вика, у понеделник да дојдеш на работу, прв да му почињеш. Ја ти отидују понеделник да почне да возу, и тој има га тамо пред паркинг куде што е овој, и ми вика, не можеш да улегнеш. Викам, како прв работен ден ми е, бе, душо? Тој, што стои тамо? Не можеш да улегнеш. Зашто, викам? Па ете тако е, ја му кажу, викам, јас сам прошao тест за концентрацију, викам, за ЈСП, викам, и директор знае, вика, и секретарка и сви тие што беа у комисију. Па не бива, душо, затоа што сви добива клоцугас, и шофери, и сви тие примени што су биле од целото комисију, целата комисија, и директор, вика, доби клоцугас. А вика, бега и тебе сак да не те гледам, да не те подмалам со едно клоцугас, партиски кад сакате да улазате да работите. Бре. Отказа се ја од тој, више не сам улегнаја у автобус, доше улегна у двојку да се одвезу до железничко станицу да си фату автобус за Куманова. Бре, Перо, тебе ова проклетство да не те прати од времето кога татко ти викал дека си закачалка? Па не знам, тој проклетство, он многу, тако е, да речу, многу беше нервозен, јас сакаше политичар да биду и затоа он беше многу такав, тој не долазеше у он викаше, закачалка може да више, ако толку сакаш и овие министри, не може да ти закачи в тие нови, знаеш, тако би викаше на мене, знаеш. Многу беше, не го е сакаја тој работу, знаеш, за политичара да биду. Али ја некако виде дека во овој Скопје има простор за работу. Има простор за да се, да речу, успее, разбираш? Такој, од ЈСП кога те избрка, кај ти текна професија, понуда доби нова, за